Сега јас треба да кажам моето мислење. Дали одлуката им е добра или избрзана, веројатно е некаков компромис, ќе покаже времето. А ако мене ме прашувате, мислам дека се отиде стихино. На сите нас, односно на комисијата, веројатно требаше да им биде јасно дека септември ќе дојде и некаде уште од април месец требаше да се прави стратегија и што ќе се преземе. Нели, одевме само на тоа дека можеби вирусот ќе се повлече и ние во септември, далеко е септември, нема да имаме проблем. Недостасуваат многу релевантни научни податоци и анализи. Овој период не се искористи да се направат бројни конференции, симпозиуми, состаноци, да се искористи целиот научен капацитет во државата, да се спореди тој капацитет со знанијата и искуствата од другите држави и врз основа на тоа да се донесе одлука. Без вакви сознанија, без консултации, без користење на науката, сопствената и на останатите држави, мислам дека одлуката се носи така како што се носи. Не знаеме каква ќе биде, меѓутоа во едно мене ми смета, значи таа одлука мора да донесе комисијата, односно Комисијата за заштита од заразни заболувања, која за жал во овој период мислам дека освен некои административни работи, давање дозволи, спортски надпревари и така натаму, не се зафати со стратешките проблеми. Едниот од проблемите, главниот проблем се почетокот на школската година. Веројатно многу е битно сега за таа одлука, колкава е серопозитивноста меѓу учениците, не се искористи тоа да се направат серолошки тестови, скрининг тестови, да се види дали тие деца имаат антитела, дали имаат заштитни антитела, зошто не се разболуваат и да направиме проценка сега пак, значи тоа не можам јас да го речам. Значи мора да се собере тим, мора да се направат симпозиуми, конференции и да се донесе одлука. Таа одлука сигурно нема да одговара на сите, меѓутоа мора да се почитува. Доаѓа есен, зима, она што надлежните постојано го повторуваат е дека може да следи нов, уште посилен бран на вирусот, бидејќи зимно време се актуелни вирусите. Дали здравствениот систем после 6 месеци борба претходно е спремен за нов посилен бран и што може да очекуваме во однос на коронавирусот оваа зима? Значи, ако има, ние првиот бран не ни е завршен. Ако има, дали ќе има втор бран, дали ќе оди повирулентно или помалку вирулентно, многу зависи, повторно ќе речам, од нивото на заштитни антитела во населението. Сега ние во еден период држевме престрого, меѓутоа сведоци сме дека последниот месец сме полиберални дури и од Шведска. Нели имаме масивни собири и така натаму. И прашање сега не сакајќи дали ние овај голем дел и пред тоа во целиот овој период од 6-7 месеци за цело време 10 до 15% беа позитивни тестовите на ПСР технологија, што значи дека веќе голем дел од населението најверојатно имал контакт со вирусот и сега во овој месец кога сме многу либерални, веројатно тој број е многу поголем. Значи сега зависи од тој број на заштитни антитела, нивото на заштитни антитела во населението, каков ќе ни биде текот на есен. Ако имаме слична состојба или многу потешка, здравствениот систем не ни е во добра кондиција, докторите се изморени, јас и на почетокот потенцирав дека докторите не треба да се гледаат како јунаци, туку како професионалци, да бидат соодветно платени, да имаат соодветно работно време на оваа состојба и целата таа екипа во на првата борбена линија од матични лекари до анестезиолози, до инфективни оделенија и така натаму, да бидат и соодветно наградени, заштитени. Меѓутоа, еден многу битен момент, ние имаме голем број, сега не знам колку е точен бројот, на лекари кои се завршени, и е голем луксус за држава да тие лекари седат дома, а да бидеме во ваква една состојба кога на инфективните оделенија по 2-3 ни издржава работа, целиот терет е на нив. Значи веднаш мораме подхитно да ги ангажираме, да ги запослиме тие млади доктори и да им дадеме соодветни задачи. Доаѓа сезона на грип. Знаеме од изминатите години Институтот за јавно здравје, нивните статистики покажуваат дека годишно помеѓу 20 и 30 илјади дури минатата година имаше позитивни на грип, барем така велат статистиките на Институтот. Ќе се измешаат ли работите грипот и коронавирусот? Дали секое
кивање, кашлање, покачена температура, ќе треба да се тестира за да се оддели дали е коронавирус, дали е грип. Дали ќе се измешаат работите во однос на двата вируси оваа зима? Многу прашања во едно прашање. Значи, грипот се јавува во форма на епидемии и пандемии. Во епидемии се јавува на една, на две или на три. Нема правило. Значи, може би нема да не се јави оваа година. За да прогласиме епидемија со грип, потребно е 3 до 5% на населението опфаќање во одреден град, регион, држава и така натаму. Така да дали ќе имаме епидемија, тоа се мали бројки од 20 до 30 илјади за да се прогласи овај епидемија. Тоа ќе видиме. Меѓутоа, диагностички не би требало да има проблем, бидејќи грипот оди со карактеристична клиничка слика, многу карактеристична клиничка слика и повторно ќе речам, веќе овој период треба исто така да се искористи. Ако мислиме дека немаме доктринарни јасни ставови меѓу матичните лекари и специјалистите од другите области што не се инфектолози, повторно треба да имаме конференции, симпозиуми и така натаму, научни состаноци каде што доктринарно ќе се објаснат разликите на врвни наши лекари, инфектолози ќе објаснат на останатите како клинички, како најлесно да ги препознават, односно да ги разликуваат грипот од настинка или од тој така наречен катарос фебрилис респираториус. Кога сме кај ова едно подпрашање, велите научни конференции, симпозиуми, такво нешто до сега немало, доцниме? Па јас не сум слушнал, може би имале, може би не сме разбрале, јас реков дека науката е спора, значи кога сакаме да направиме ние научен труд, тогаш ни треба многу време. Тоа треба година, две, три да поминат за да дојдеме да ни ги прифатат тие резултати. Меѓутоа кога сакаме за себе да извадиме искуства, доволни се неколку скрининг тестови, неколку анализи, а вакви конференции требаше веднаш уште стартот или симпозиум или како год да ги наречеме, веднаш требаше што стартот да се одржуваат. Русија веќе ја регистрираше нивната вакцина. Повеќе од 100 вакцини во светот чином се подготвуваат, точниот број не го знаеме, барем така вели Светската здравствена организација. Кога најбрзо можеме да ја очекуваме вакцината? Македонија веќе се приклучила на некој ковакс механизам преку Светска здравствена организација, меѓутоа тоа е кога ќе биде таа потврдена, верифицирана за целиот свет. Еве, вашиот став околу вакцината, која што ја очекува цел свет практично. Значи, погрешна е стратегијата да се очекува вакцината дека ќе го реши проблемот. Значи, вакцина треба да има, и добро е што има, и добро е што Русија излезе со вакцина, тие секогаш прават добри вакцини, имаат добра инфектологија и сигурно нивната вакцина во овој временски период ќе биде една од најдобрите без разлика колку други вакцини ќе се произведат. Меѓутоа сега имаме друг проблем. Треба да следат сериозни клинички студии. Идеална да биде вакцината. Најкраток период на заштита дава вакцината за грип, тоа е 9 месеци. Тоа ние мора, значи барем 9 месеци оваа вакцина треба да дава заштита за да даваме масивно. Тоа е едниот проблем, че треба да почекаме сега дали таа вакцина ќе даде антитела, тие антитела заштитно ниво колку време ќе опстанат во крвта. Тоа ние не го знаеме, треба да почекаме да мериме, кај таа контролна група 10 месеци или 9 месеци да видиме дали ќе имаат заштитни антитела, значи за есенва таа вакцина од таа причина не е решение. Втора работа е што веќе до јули месец во светот има регистрирано 5 мали мутации на вирусот, кои не се групирани по региони, туку секаде се тие. Ова што значи дека е можно додека ги поминат оваа година или за следната сезона вирусот да мутира на полошо или на подобро. И третиот проблем е кога се даваат вакцини за време на епидемии или пандемии, тогаш голем е процентот на луѓето што имале контакт со вирусот и тогаш е неопходно пред вакцинирањето да се секој што ќе прими вакцина да се тестира, да се види дали има антитела кон тој вирус.